Лебот е основниот артикал и секое негово покачување жестоко ги боли граѓаните. Образложение за покачувањето од трговците секогаш има, но ниту еднаш граѓаните не се согласиле со нив. Зошто? Цената на лебот би требало да биде 20-25 денари тука. Да, према стандард. 20 добро е, нека остане така, да не се каче. Нема парите не стигнуват. Па према пензијата треба од 25 до 28. Таа цена да биде реална према македонските пензии. Со мизерна пензија од 25 да нема повишок цена. За сиромасите, а за богатите нека се има цена. Најсмирното оваа економска криза е 30 динара до 35 динара највише, а не седи да го качуваат. Ова е ставот на граѓаните кои за преработувачите и трговците никогаш немаат добро мислење кога во прашање се цените. Сепак, своји аргументи за цената на најосновниот артикал имаат и пекарите. Еве детално зошто цената е таква каква што е. Платите пред 4-5 години, значи се движеа од 12 до 15.000 денари, а денеска се со 100% најмалку, значи повисоки, така да една плата е пекарска 30 до 40.000 денари. Ако земеме на тоа и транспортот, значи транспортот на кој ние го превезуваме лебот од производствената сала до дестинацијата каде што го продаваме. Имаме декларација. Декларација пакување кошта сигурно 2 до 3 денари од единица производ. Така да сето тоа придонесува за зголемување на производот, како што реков, зголемување на платите. Ова образложение сепак не ги задоволува граѓаните, бидејќи тие имаат контрапрашање. Ако условите и цените за производство за сите се исти, тогаш зошто толку варираат цените на пазарот? Споредена со 2020 година, цената на лебот е повисока за 67%, што укажува дека таа пораснала многу повеќе отколку платите. Владата во повеќе обиди преку контролирани цени токму на овој производ се обиде нечестите намери на трговците да ги суспендира и во тоа воглавном им успеваше. Поради што тие протестираа, а некои се заканија дури и со тужби поради штетите кои ги трпат од владините мерки. Цената на лебот, како пример, е аналогна и на другите производи кои од сега па натаму треба да бидат регулирани преку Законот за нефер трговски практики, за кој вице-премиерот Фатмир Битики изјави дека е феноменален. Дали тоа значи и дека ќе имаме феноменални цени, повторно е неизвестно.